Додека опозицијата блокира, владата активно работи на реформскиот пакет. Со засилена динамика веќе течат активностите околу законите чии рок е до крајот на годинава. Македонија од Брисел повторно добила пофалби дека е една од земјите лидери во исполнувањето на планот за раст, кој директно за македонските граѓани носи милиони евра европски пари. Премиерот Христијан Мицкоски кажа дека утринава имал онлайн состанок со директорот за проширување во Европската комисија Герт Јан Копман, на кој биле повторени заложбите за работа на реформите. Разговараме веќе за оние закони и оние реформски чекори кои што се во грејс период до декември оваа година и кои што се во предвидениот рок од декември од оваа година, така што ние продолжуваме со несмалена динамика да испорачуваме. Денеска од нивна страна добивме, ви рекол условно кажано, и одреден комплимент дека сме први од сите земји кои што започнуваат веќе со овие чекори да се занимаваат, додека другите се уште немаат таква намера. Од обврските кои требаше да бидат завршени до 15 јули, Македонија исполни 9 од 10 точки. Поради блокадите на опозицијата не исполнети се само измените во изборниот законник. Мицкоски потенцираше дека речиси сите оние закони кои се во редовна процедура се завршени. Повторно ги повика опозицијските партии да напишат каков сакаат текст согласно препораките на ОПСЕ и ОДИХР, со вклучено гласање на диаспората и тие како владеачко мнозинство веднаш ќе го прифатат. Апелирам на одговорност, на зрелост кај претседателите на СДСМ, на Левица, на Демократската унија за интеграција, на останатите формални или неформални групи во парламентот да седнат како коалиција, да се договорат и да ни донесат документ кој што ние веднаш ќе го прифатиме. Така што мислам дека треба зрело да се однесуваат претседателите на политичките партии СДСМ, Левица и ДУИ. Инаку, поради блокирањето на изборниот законник, Македонија остана без нешто повеќе од 4 милиони евра европски пари. Тие се дел од вкупниот пакет предвиден за државава во вредност од 750 милиони. За успехот на реформскиот пат пред 2 недели од Скопје, потврда стигна и од еврокомесарката за проширување Марта Кос, која порача дека Македонија меѓу лидерите со исполнети 90% од планот за раст.